Добар ден, драги ученици! Моето име е Дијана Јовановска, наставник во Општинското основно училиште Димитар Поп Георгиев Беровски од Ѓорче Петров. Ние сега ќе имаме час по предметот македонски јазик за трето оделение. Ние на овој час ќе обработуваме наставната содржина, писмена вежба, писмено раскажување со даден почеток со наслов сендвич. Ајде да видиме што ќе научите вие денеска. Кои цели ќе треба да ги постигнете со оваа наставна содржина? Вие треба да умеете писмено да се изразувате со реченици поврзани во целина, за да добиете целосен расказ. Да се способите да се изразувате со целосни и јасни реченици и да се способите да раскажувате случка по даден почеток. На почетокот на часот ќе повториме што е раскажување. Иако верувам дека повеќето од вас веќе успешно раскажувате, сепак јас повторно ќе ве потсетам. Раскажување е наше лично видување за одреден настан. Ние раскажуваме настани во кои сме учествувале или сме присуствувале. Раскажуваме гледана театарска представа или филм, раскажуваме по фантазија, може да раскажуваме по низа слики, по дадени зборови, по даден почеток и друго. Тука ќе ви истакнам неколку примери за поубаво да го разберете раскажувањето. Денеска на големиот одмор Марко и Дарко се кара. Тие користеа навредливи зборови и не сакаа да играат со останатите другарчиња. Девојчињата си играа во училишниот двор. Тие заедно трчаа, пееа и се смееа. Со овие примери јас раскажав што се случило за време на големиот одмор и што се случило во училишниот двор. Ќе ви истакнам уште еден пример. Денеска јас се возев со мојот велосипед. Јас со велосипедот отидов до градскиот парк. Тамо запознав нови другарчиња. Со овие реченици јас раскажав што ми се случило мене во текот на денот. Се надевам дека е јасно што е раскажување. Бидејќи денеска учиме писмено да раскажуваме, ќе повториме и што е усно и писмено изразување. Усно изразување е кога нашите мисли, чувства и доживувања ги пренесуваме со помош на говорот, односно кога зборуваме, а додека писмено изразување е кога сите наши мисли, чувства и доживувања ги запишуваме во тетрадка или на некое друго место. Пишуваме реченици, пишуваме текстови. Ајде да видиме што е раскажување со даден почеток. Раскажување со даден почеток е кога одреден започнат расказ треба да се продолжи според своја замисла. Да се смисли содржина и крај, како што на вас ви се допаѓа. Продолжениот расказ треба да биде во контекст, односно да биде поврзан со одредениот почеток. Треба да се внимава на составот на речениците, редот на зборовите во нив, на правописните правила и на хронолошкиот редослед на настаните. Сега јас ќе ви го прочитам текстот сендвич. Ќе ве замолам внимателно да ме слушате за да можете да ја разберете содржината. Сендвич. Марко на големиот одмор зема да го јаде својот сендвич. Ана побара од Марко да даде малку од сендвичот. Тој многу се налути и веднаш се засолни на едно скришно место. Сите сакаа да пробаат од неговиот голем сендвич. Неговата другарка Елена исто јадеше сендвич кој беше направен со разновиден зеленчук. Но никој од другарчињата не побара да проба од незиниот сендвич. Овој текст не е продолжен. Недостасуваат уште случки. Ние првин ќе разговараме за содржината на овој даден почеток. Да видиме колку сме ја разбрале оваа содржина. Јас ќе поставам неколку прашања. Вие обидете се да си ги одговорите, а тука
Јас ки ги давам, одговорите. Што правел Марко на големиот одмор? Марко на големиот одмор земал да го јаде својот сендвич. Што побарала Ана од Марко? Ана од Марко побарала да ја даде малку од сендвичот. Што направил Марко? Марко многу се налутил и веднаш се засолил на едно скришно место. Каков сендвич јадела Елена? Елена јадела сендвич кој бил направен со разновиден зеленчук. Дали другарчињата побарале да јадат од сендвичот на Елена? Другарчињата не побарале да јадат од сендвичот на Елена. Се надевам дека успешно ја разбравте содржината на овој даден почеток. Нашата задача денеска е да го продолжиме овој расказ. Секој од нас може да го продолжи според своја замисла, според она што ние мислиме дека се случило понатака. За полесно да можете да го продолжите овој расказ, јас ќе ви поставам низа прашања кои што може да ви помогнат. Но пред да почнам да ги поставувам прашањата, ќе напоменам. Кога раскажуваме, треба да внимаваме да се изразуваме со целосни, јасни реченици. Зборовите правилно да ги подредуваме во речениците, исто така и речениците правилно да ги редиме, за да можеме да добиеме еден целосен и разбирлив расказ. И секако, додека пишуваме, треба да внимаваме да ги почитуваме правописните правила, да пишуваме голема буква и да ги пишуваме интерпункцијските знаци. И секако, треба да пишуваме со убав и разбирлив ракопис. Сега, слушајте ги внимателно прашањата. Покрај секое прашање има и соодветна сликичка, која што може да ви даде некоја идеја за понатамошно продолжување на овој текст. Каде отишол Марко? Зошто никој не сакал од сендвичот на Елена? Зошто Марко не сакал да даде од неговиот сендвич? Што направиле другите деца? Дали Марко се однесувал другарски? Што се случило со сендвичот на Марко? Како се чувствувале останатите деца? Каква храна треба да јадеме? Што направила Елена? Дали треба да ја поделиме храната со другите деца? Ова се само некои прашања кои што може да ви дадат некоја идеја за понатамошно продолжување. Сега јас ќе ви го продолжам овој расказ според мојата замисла, според она што јас мислам дека се случило понатака. Продолжение на расказот. Елена посака да го подели својот сендвич со другарчињата. Таа им даде на неколку деца парчиња од својот сендвич. Тие кога го пробаа сендвичот со зеленчук посакаа уште од него. Елена им кажа на другарите дека треба да јадеме здрава храна, а не мрсна и пржена. Така, повеќето деца почнаа да јадат сендвичи приготвени со здрави продукти, а избегнуваа лоша храна. Но тие исто така дознаа и кој им е вистински другар. Тие повеќе не сакаа да се дружат со Марко, бидејќи тој беше себичен и лаком. Така Марко си остана сам со своите големи сендвичи. А Елена крај себе имаше безброј другари. Секогаш треба да јадеме здрава храна и треба јадењето несебично да го поделиме со нашите другарчиња.
Ова беше моето продолжение на расказот. Се надевам дека ви се допадна моето продолжение. Ви се допадна случките кои што јас ги замислив. Верувам дека вие можете да напишете уште поубави, покреативни раскази од моето. Хајде сега да видиме што научивме ние денеска. Ние научивме како да составиме расказ по даден почеток, правилно да ги подредуваме речениците и зборовите во нив. Затоа, драги ученици, вашата задача е во вашите тетрадки по македонски јазик писмено да раскажете што се случило понатака во текстот сендвич. Да го продолжите овој текст. Но секако ќе ве замолам, ве молам вашето продолжение да биде поинакво од моето. Ве молам да смислите нови случки, поразлични од моите. И секако да напоменам, пишувајте со убав, разбирлив и уреден ракопис, внимавајте на голема буква и интерпункцијски знаци и користете целосни и разбирливи реченици. Се надевам дека ви се допадна часот по македонски јазик. Ви благодарам на вниманието.